Еден амблем или символична композиција да биде грб, потребно е да се задоволат хералдичките правила. Правилата на хералдиката се развивале во текот на многу векови и не постои конкретна листа со одреден број правила. Тука за илустрација ќе изнесеме неколку. Грбот мора да има јасно дефиниран штит. Иако видот на штитот може да биде разноврсен, сепак мора да има препознатлив штит со некоја од хералдичките форми. Грбот се состои од штит со едно или повеќе полиња од амблеми во хералдички позиции. Меѓусебниот однос на полињата треба да биде според дефинираните хералдички правила. Истото важи и за амблемите кои мора да се во одредени позиции на штитот, во зависност од бројот и видот на амблемите. Полињата и амблемите се сметаат како слоеви на штитот. Ова игра најбитна улога при блазонирањето на грбот. Правилото на боите. Основното правило кое вели дека метал не се става на метал и боја на боја. Ова правило произлегува од претходното. Најглавни фигури се чесните фигури, односно ординариите. Главни хералдички амблеми се ординариите појас, столб, крст, превес, лев превес, стропило, чело и основа. Тие се основни фигури кои имаат и своји потесни форми кои се нарекуваат субординарии. Страните на штитот се определуваат од страна на штитоносецот. Односно, хералдички лево е десно, а хералдички десно е лево. Животните се свртени кон десно. Основната положба на животните е кон десно. Доколку е поинаку, тоа треба да се нагласи посебно. Животните и предметите се представуваат во стилизирана хералдичка представа. Често, хералдичката представа на животните и предметите е дефинирана низ вековите и понекогаш нема многу сличност со биолошката представа. Па така, морскиот коњ е половина коњ, половина риба. А пак морското конче, какво што се среќава во морињата, се вика биолошко морско конче. Грбот има 3 представи. Грбот може да се представи на 3 начини. Мал, каде се прикажува само штитот, среден, каде се прикажува штитот со челенка и девиза, доколку има, и голем грб, каде се представува целосното хералдичко достигнување со шлем и мантија и дополнителни незадолжителни елементи како подножје, штитодржачи, ордени, елементи на функција и голема мантија. Грбот може да има мантија само доколку има шлем со челенка. Мантијата е составен дел на шлемот и челенката. Мантијата е со боите од штитот. По правило, мантијата е во главната боја од штитот, а нејзината постава од главниот метал. Еден од главните предмети на хералдиката е опишување на грбовите. Тој технички опис се нарекува блазон и тој ја представува суштината на грбот, кој за хералдиката е поважен од ликовниот приказ на грбот емблазон. Процесот на опишување на грбот се вика блазонирање. При тоа, блазонот мора да биде јасен и недвосмислен, така да секој хералдичар или хералдички уметник може да го емблазонира, ликовно да го представи токму тој грб. Зборот блазон потекнува од францускиот јазик и буквално значи штит. Во македонскиот јазик тој доаѓа преку современиот англиски јазик во кој зборот блазон означува технички опис на грбот. Хералдиката покрај со грбот се занимава и со хералдичките знамиња и беџевите. Сите хералдички елементи што ги поседува грбоносецот, грб, хералдички знамиња и беџеви, представува хералдичко достигнување. Основниот облик на грбот е малиот грб кој се состои само од штитот. Грбот се состои од поле, површината на штитот, или полиња доколку штитот е поделен, и фигура или фигури. Полињата на штитот и фигурите се карактеризираат со боја. Боите можат да бидат метали, злато и сребро, или тинктури, црвена, сина, зелена, црна и пурпурна. Како посебна боја се сметаат крзната, хермелин и верверица.
Иако не може да се зборува за значењето на боите како нивна апсолутна карактеристика, сепак низ историјата се провлекуваат значењата поврзани со боите. Злато, светост, трајност, богатство, правда, милосрдие, разбирање, углед, храброст. Сребро, невиност, чистота, мудрост, радост. Црвена, крв, кралство, храброст, слобода, љубов. Сина, верност, постојаност, отменост. Зелена, младост, растеж, плодност, здравје, убавина, надеж. Пурпурна, благочестивост, сувереност, умереност. Црна, тага, мудрост, цврстина, црква. Друга хералдичка боја е природна. Се користи кога се опишува некоја хералдичка фигура која е представена на грбот со своите природни бои и текстури. Например, човечкиот тен се представува со розевкаста боја или пак оклопот се представува со челично сива боја. Кога некоја птица е обоена природно, тогаш се представува со нејзините природни бои. Не станува збор за фотографско пренесување, туку сепак за едно традиционално поимање на природните бои на хералдичките фигури. Полето може да биде од крзно, што потекнува од праксата дрвениот штит да се прекрива со разни видови кожи и крзна. Најзастапувани крзна се хермелинот и верверичката. Хермелинот е на сребрено-црни опавчиња, верверичката пак представува крзно сошиено од кожа на верверички, каде белиот дел го представува мешето на верверичката. Другиот дел традиционално е син. Покрај основните бои на полето постојат и два вида на хералдички шари. Едната е кога полето е поделено повеќе пати. Втората се добива кога на полето се посеани голем број мали фигури. Обликот на штитот се менува во зависност од периодот и од модата и вкусот. Во описот на грбот не влегува обликот на штитот, туку понекогаш влегува во дополнителен опис. Основни видови на штитови се варијашки, наједноставниот и најстар хералдички штит, кој има приближно триаголен облик со заоблени страници кои можат да бидат со помал или поголем радиус. Шпански, каде страниците се паралелни, а на дното завршуваат во полукруг, и француски или квадратен. Од декоративните штитови се германски, несиметричен штит кој има отвори од страните, кој во времето на турнирите служел за на него да се потпре копјето, и ренесансен штит, сличен на класичните форми, но со повеќе заоблени линии. Штитот може да биде од едно поле, целиот штит исполнет со иста боја или да биде поделен на неколку полиња. Основните поделби на штитот се расечен вертикално, пресечен хоризонтално, скосен диагонално од горниот десен до долниот лев агол, лево скосен диагонално од горниот лев до долниот десен агол, на крст хоризонтално и вертикално, на салтир по двете диагонали, на шеврон од долните краци на двете диагонали. Освен обични, можни се и повеќе кратни поделби. Тие можат да се повторуваат или да се комбинираат. Линиите на поделба, освен права, можат да имаат и многу други различни облици. Бројот на вакви линии на поделба е многу голем. Некои од нив се лаковидна, брановидна, градобранска и облаковидна. Основниот, малиот грб, се состои од штит и една или повеќе хералдички фигури. Хералдичките фигури се делат на чесни и обични. Чесните фигури се ординариите, основните геометриски фигури, како и нивните деминутиви. Обичните фигури се делат во неколку основни групи. Крстови, животни, птици, ѕверови, хуманоиди, небесни, флорални, оружја, секојдневни предмети и разно. Основните ординарии, чесните хералдички фигури се столб, представува вертикална лента која зафаќа 1/3 од ширината на штитот и која минува низ центарот. Појас представува иста таква, но поставена хоризонтално. Превес е диагонална лента која започнува од горната десна хералдичка страна. Лев превес е во спротивната диагонала.
крст се образува со пресек на столб и на појас. Андреев крст, Салтир, се образува со пресек на превес и на лев превес. Глава представува лента поставена во горниот дел на штитот. Основа представува иста таква во долниот дел на штитот. Некои од овие фигури имаат и деминутиви, кога нивната ширина е помала од онаа на основната чесна фигура, односно ординарија. Столбот ги има гредата и стапот, додека пак појасот ги има ременот и врвцата. Дадената ширина зависи од распоредот на фигурите на штитот. Ако ординаријата се наоѓа помеѓу други фигури, таа е малку потесна, а доколку на неа има друга фигура, тогаш таа е поширока. Од обичните фигури, крстот е најчесто среќаваниот символ во хералдиката. За да се разликуваат едни од други, тие носеле крстови во различни бои на различни позадини, но тоа не било доволно за идентификација. Затоа се развиваат најразлични форми на крстови и нив ги има неколку стотини. Наедноставен е крстот како чесна фигура, образуван од пресек на столб и појас. Додека крстот како наедноставна фигура е правиот крст, кога должината и ширината на секој поединачен крак е еднаква, односно тој е обликуван од 5 квадрати. Најпознат е грбот на Швајцарија и знакот на црвениот крст. Латинскиот крст, крст чиј подножен крак е 2 пати подолг од останатите. Андреевиот крст, Салтир, крст образуван од пресек на превес и лев превес. Поврзан е со преданијата за Свети Андреа, од каде доаѓа и називот. Архиепископски крст е латински крст со помала пречка над средишната. Таков е крстот на грбот на Словачка. Тролисниот крст е најпопуларниот во Македонија. Краците му завршуваат во форма на тролисна детелина. Кај нас често го сметаат за православен крст, но во хералдиката за православен крст се смета рускиот. Котвест крст. Краците му се расцепени и засукани во форма на котва. Често се среќава во македонските археолошки наоѓалишта како камена пластика во средовековните цркви, како символ на верата. Малтешки крст. Крст чии краци се стеснуваат кон пресекот и на врвот се наострени кон пресекот. Познат е и како осмокрак крст. Најдобро познат по употреба како беч од страна на суверениот воен ред на Малта. Ерусалимски крст. Комплексна фигура која се состои од средишен голем крст, меѓу чии краци е подставен по еден помал крст. Крстовите се со еднакви должини на краците. Овој символ е користен како ознака на крстоносното Ерусалимско кралство. Тевтонски крст чии краци се пошироки на краевите и се стеснуваат кон пресекот. Во дадени случаи е користен како ознака на тевтонските витези, па од тука и името. Тевтонски крст на вера. Тевтонски крст со потенки краци, каде долниот крак е раздвоен како сидро. Овој крст се среќава на многу капители во Македонија. Православен крст. Во хералдиката овој крст се нарекува православен или руски крст. Македонски, велјушки крст. Најпрепознатливиот крст од Македонија. Декоративен крст кој се наоѓа взидан во црквата во Велјуса. Ранковскиот крст. Крст од грбот на Ранковце, од манастирот во Псача, инаку е крст кој има лилјани меѓу краците. Уште еден доминантен символ, бидејќи Македонија е христијанска земја, се разбира е крстот. Постојат многу верзии на крст кои што се присутни во уметноста во Македонија од рано христијанскиот период наваму. Еден од локалитетите каде што има најмногу различни врсти на крст применети, тоа е локалитетот во Конјух, во близина на Кратово, каде што има и епископски цркви и цитадели, дури 7 врсти на крстови се применети. А еден од најинтересните за мене е оној кој што е наслика на малечките гробови, еден вид на катакомби што се под црквата Свети 15 маченици во Струмица.
Тоа е крст кој што ги содржи буквите алфа и омега што висат од хоризонталниот крак и има и исто и бисери со кои што е украсен. Значи тоа е една сликана верзија на така наречениот крукс гемата или украсен крст, кој што бил создаден од страна на Јустинијан први, најважниот владар на почетокот на функционирањето на обединетата Византиска империја, и можеби представува негова илустрација. Крстот крукс гемата, кој што е насликан во гробницата под Свети 15 маченици во Струмица, и оној исти тип на крст кој што го гледаме насликан на зидовите од влезот во наосот на Свети Пантелеймон Нерези, практично се реликвиарни крстови. Значи, и тој во Нерези може да е илустрација на постоечкиот крст од Светата земја, кој што во времето на Мануил Комнен добил своje реликвиарно оформување. И тоа се два славни крста кои ден денес се зачувани. Едниот се чува значи во Ватикан, другиот во Полска. Несомнено, лавот е најчесто среќаваниот хералдички звер. Лавот од древноста па до денес представува символ на моќ, храброст, бестрашност, сила, но и на заштитништво, доблест и благородство. Неговата појава во европската хералдика би требало да се бара во источните символиски влијанија донесени со крстоносните походи во Светата земја. Денес, огромен дел од европските држави, како символ на својот грб, го носат лавот. Некои примери се Англија, Шкотска, Данска, Естонија, Белгија, Бугарија, Чешка, Шпанија, Норвешка. Се разбира, лавот е и најчесто среќаваниот символ на Македонија. Поради големото присуство на лавови во грбовите, а во согласност со хералдичкиот принцип за уникатност, за определување на амблемот на лавот, потребни се и други три карактеристики. Позата на лавот, положбата на главата и видот на опашката. Овие карактеристики можат да се јавуваат и кај други животни, но далеку помалку. Лавот е најчестиот символ во грбовите. За да се задоволи правилото на хералдиката за уникатност, за да се определи символот на лавот, потребни се и уште три работи. Позата на лавот, позицијата на главата и видот на опашката. Овие карактеристики ги среќаваме и кај другите животни. Лавот може да се сретне во 8 основни и уште многу други дополнителни положби. При блазонирањето на лавот покрај бојата на лавот, неговата положба, положбата на главата и формата на опашката, се блазонира и бојата на канџите и на јазикот, при што се користи терминот вооружен. Најчесто среќаваните положби на лавот се: разгневен, представува основен и најчесто среќавана положба на лавот во хералдиката, во која истиот е прикажан подигнат на една задна, а предните се исправени нанапред, една над друга. Исправен представува лав кренат на задните нозе со двете предни заедно кренати во воздух. Оваа положба е поретка за лавот, но пак се среќава кај други четириножни хералдички зверови и животни, како на пример коњот. Воот представува лав со крената предна десна шепа, а сите други на тло. Стоечки прикажува лав со сите четири нозе на земја, при што предните најчесто една до друга, а задните во расчекор. Седнат прикажува лав седнат на карлица со предните шепи на земја. Ако лавот е целосно завртен кон гледачот, станува збор за лав во пресред. Легнат, лав легнат на стомак, но со исправена глава, а доколку и главата е спуштена, тогаш лавот е заспан. Положбата на главата може да биде вперена, кога главата е вперена кон гледачот, или свртена, кога главата е свртена во спротивен правец од телото. Опашката пак може да биде раздвоена, кога опашката е разделена на две, но со еден корен, додека двојна опашка е кога лавот има практично две опашки. Опашката може да биде уште и преплетена, кога е врзана во јазол. Главата на лавот може да биде крунисана, а често грбот може да држи некој предмет, најчесто некое оружје. Покрај лавот од животните најчести символи се коњот, елен,
вол, мечка, куче, а од морските морска звезда и школка. Она што е лавот меѓу хералдичките зверови, тоа е орелот меѓу хералдичките птици. Оваа граблива птица се нарекува цар на небото и представува втор најчесто среќаван хералдички символ. Како символ, орелот е постар од хералдиката и е користен уште од древноста во Персија, Рим, а подоцна Византија и државата на Карло Велики. Денес, орелот во некоја своја форма е дел од грбовите на голем број европски земји, како Германија, Австрија, Полска, Русија, Србија, Албанија, Црнагора и така натака. Орелот може да биде едноглав или двоглав. Опис на птиците се осврнува на две главни карактеристики. Тоа се положбата на телото и положбата на крилјата. Дополнително може да се опишува бројноста на главите, тоест дали има една или повеќе, како и насоката на која е свртена истата. Тука се користат истите термини како и кај лавовите. Положбата на телото на орелот се припишува и на другите хералдички птици. Основни положби се во приказ. Орелот е прикажан со крилјата и нозете прикажани на двете страни од телото, свртено кон наблюдувачот. Во полет, телото е прикажано свртено настрана со главата, устремена нагоре, со крилјата и исправени како за полетување. Во лет, телото е прикажано свртено настрана, со главата устремена нагоре, но нозете и крилјата се во некоја од можните положби. Во напад, телото е прикажано свртено настрана надолу, како во пикирање. Главата е устремена напред и надолу. Крилјата можат да бидат прикажани и собрани, но најчесто се само отворени. На плен, орелот е врз некој плен, често зајак, и со клунот јаде од пленот. Крилјата можат да бидат прикажани растргнати на двете страни од телото, така што и двете се гледаат во целост. Често крилјата се прикажуваат расширени, кога се подигнуваат така што врвовите на истите се насочени нагоре, или пак отворени, кога крилјата се подигнати, но врвовите им се насочени надолу. Главата на орелот или на кое било животно може да се представи на два начини. Одсечена, кога вратот е уредно исечен, или откината, кога вратот е откинат и има делови кои недостигаат. Главата може да биде уште и крунисана кога има круна, или оглавена кога на вратот има ставено железна алка со или без ланец. Честопати оглавот може да биде круна и во тие случаи се работи за окрунета глава. Символиката на двоглавиот орел во средновековна Македонија е преземен од Византија, со тоа што символиката во Византија има две значења, односно две толкувања, а кај нас во Македонија си има сосема друго толкување. Во рана Византија символот е едноглав орел, некаде таму во средината на 10 век, почетокот на 11, византиците ја напуштаат символиката на едноглавиот орел и преминуваат на двоглав орел. Толкувањата се дека двоглавиот орел во Византија фактички значи едно тело, а две глави, односно дека световната и црковната власт се заедно, а тие се под една круна, односно владетелот, императорот и патриархот се под една круна. Другото толкување е дека фактички едно тело, а две глави представува самата Византијска империја со двете престолнини Рим и Константинопол и дека византискиот владетел е владетел и на источната и на западната Римска империја. Неколку векови се користело представувањето на златниот двоглав орел на перницата под која е поставена под нозете на византискиот император и тоа го превземале како пракса и балканските владари. Така во оваа црква во втората зона, во циклусот посветен на Свети Никола, имаме една сцена во која Свети Никола му пристапува на царот во една поза на скоро проскинеза, каде што царот има таква перница со двоглави златни орли. Насекаде низ црквата Свети Димитрија во Марков манастир е присутен тој супедион, значи таа перница која е всушност инсигнија на власта и типична само за Византија, односно Балканот кој го превзема од неа.
Византискиот император не го носи двоглавиот орел на облеката, туку значи само на оваа перница под нозете, а двоглавиот златен орел го носат неговите подчинети со највисок ранг. Покрај орелот од птиците најчести символи се сокол, буф, врабец, петел, паун и ној. Од другите фигури кои се наоѓаат на грбовите се следните. Од митолошки зверови се грифон, половина лав, половина орел. Телото, задните нозе и опашката од лав, а главата и предните нозе од орел. На главата има уши од лав. И пегас, еднорог, крилат конј со или без рог на челото. Од хуманоиди, човек представен во многу форми, разни функции и со тоа во разни облеки, вклучително и оклоп. И ангел, човек во бела облека со крила. Покрај целото човечко тело фигури се и неговите делови: глава, рака, нога, но и делови од облека: мантија, ракав, круна и шлем. Од флоралните фигури најчест е дабот, маслина, ловор, роза и бршлен, а од небесните тела сонце, месечина и звезди. Од оружје присутни се разни видови мечеви, копје, секира, лаки стрели, кула и тврдина, а од градбите замок, мост, црква. Од предмети употребувани од разни професии можат да бидат морепловни, брод, сидро, кормило или алати, чекан, клешти, пила, ножици. Од музички инструменти харфа, лира, кларион, рок, а за наука и образование перо, книга, свекник. Грбот, покрај штитот, има и надворешни елементи: шлем со мантија и челенка, или круна и девизач, и други елементи како штитодржачи, постамент, ордени и друго. Шлемот се наоѓа над штитот и се потпира на него, и по правило е представен во сиво-железна боја. Челенка представува украс на шлем. Челенката често содржи фигури од штитот или рогови, крила, пера и перјаници од ној или од паун. Под челенката е прицврстена мантија, која представува парче ткаенина. Таа има лице кое секогаш е во боја и постава која најчесто е метал, а понекогаш и крзно. Под штитот обично се наоѓа лента со надпис кој се нарекува девиза. Тоа е кратко мото напишано најчесто на латински, но и на француски, германски и англиски јазик, а кај нас и на старословенски и на македонски. На лентите не се пишува името на грбоносецот, освен ако не станува збор за грбовник. Круната најчесто го означува општествениот ранг на носителот на грбот. Таа се поставува веднаш над шлемот или, доколку нема шлем, веднаш над штитот. Круната може да биде и мурална за грбови на територии и населени места. Во круни спаѓаат и црковните капи, митри. Штитодржачи се две фигури кои стојат од двете страни на штитот и го држат. Штитодржачите можат да бидат хуманоиди, луѓе во разни облеки, ангели, сирени, дивјаци, животни, лав, конј, елен, мечка, птици, сокол, орел, чапја, митолошки суштества, грифон, еднорог, змеј, крилест лав. Штитодржачи може да се две идентични фигури, но и различни. Доколку грбот има штитодржачи, тие можат да бидат поставени и на подножјето. Подножјето може да биде од рит обременет со некои флорални символи или пак стилизирана основа од архитектонски вид. Ако грбоносецот е носител на ордени, тие се изложени на грбот. Доколку орденот е на гердан, тој се представува околу штитот, каде орденскиот знак се представува најдолу. Орденска лента излегува од под штитот, а орденскиот знак виси долу. Ако се прикажат повеќе ордени на лента, највисокиот по ранг е во средината, а потоа наизменично лево па десно се редат другите. Одредени звања или позиции дозволуваат зад штитот да се поставуваат знаци за ранг. Адмиралите можат да поставуваат две вкрстени сидра, маршалите и повисоките генерали да поставуваат вкрстени маршалски генералски палки. Хералдите поставуваат вкрстени хералдички палки.
Кај црковните грбови, знаци на ранг се папската амбрела, вкрстените клучеви, жезолот, пастирскиот стап, крстот и меч. Големата мантија е детал кој е резервиран за највисоките авторитети или титули. Таа ги опфаќа сите други елементи на грбот, освен кај црковните грбови, кога крстот и жезолот се зад големата мантија. Во кралските грбови таа е поставена со хермелин. Хералдиката започнува во 11 век во Централна Европа и бргу се проширува на целата територија на некогашното Западно Римско царство и полека се шири и кон некогашното Источно Римско царство, но повеќе преовладува како декорација и мотиви отколку со сите своји правила за составување, употреба и наследување на грбот. Хералдичките мотиви во Македонија се присутни уште од самиот почеток на хералдиката. Во црквата Свети Пантелеймон во Нерези, крај Скопје, подигната во 1164 година од византискиот принц Алексеј Комнен, се насликани 6 свети воини, сите представени со штитови. Свети Теодор Стратилат е представен со издолжен штит, типичен за 12 век. Штитот е поделен на крст, зелено и црвено. На штитот ист таков облик, кој го држи Свети Теодор Тирон, се наоѓа златен пресечен кентаур. Полето е декорирано со представи на мали 8 краки сонца. Свети Димитри е прикажан со штит на кој бојата на полето не може да се утврди. Во горниот дел од штитот се видливи делови од глава на животно со златна боја. Најверојатно станува збор за глава на лав. Хералдичката поза на лавот не може да се утврди бидејќи недостасува најголемиот дел од телото. Она што е интересно се мотивите на осумкракото сонце, кое се повторува околу главата на лавот. Црквата Свети Пантелеймон во Нерези кај Скопје е бисер на комненовскиот стил во византиската уметност. Изградена е завршена 1164 година од страна на Алексиј Комнен, принц кој што бил близок роднина на владеачкиот император Мануил I Комнен. Фрескосликарството во црквата се зема за пример на висок дворски стил и овде за прв пат се јавуваат интензивно експресивни чувства во фрескосликарството. Оно што нас особено не интересира во овој прилог се символите применети на штитовите кои ги носат светите воини, што се представени во првата зона на наосот, во влезниот дел на објектот, кој што представува впишан крст во правоаголник. Два од светите воини, Свети Нестор и Свети Теодор Стратилат, имаат исти штитови, тоа се по два пати повторени зелени и црвени полиња на штитот, кој што е поделен со крстовидна поделба на 4 полиња. Еден од штитовите на фигурата на Теодор Тирон, кој што наликува на истата од Света Богородица во Фере, Грција, од 1152 година. Сите штитови завршуваат со метален опков со орнаментика. Но она што е многу интересно е дека практично во исто време во Европа и во Македонија во овој споменик се јавува хералдиката. Хералдиката како наука на препознавање и распознавање на војниците во битки, во турнири, и која станува практично лична карта, документ на благородникот што ја носи. Значи, во представите на овие 6 свети воини практично се кријат портретите на припадниците на Комненовската династија, а за да може тоа да го тврдам, поаѓам од аналогиите од портретите што се идентификувани во црквата Света Богородица во Фере во Грција, датирана во 1152 година, која е задужбина на Исак Комнен, еден од синовите на Алексиј I Комнен. Великодостоинствениците од Македонија во средниот век на своите монети и печати користеле цели хералдички грбови, шлем со челенка или пак хералдички фигури. Во илирските грбовници се среќаваат грбовите на семејствата Марњавчевиќ и Бранковиќ, кои владееле со Македонија се до крајот на 14 век. Грбот на кралот Волкашин и подоцна на кралот Марко представува сребрен орел на црвен крст меѓу 4 сини огнила. Грбот на семејството Бранковиќ пак представува лав меѓу 2 рога. Символите имаат
посебно место во колективното живење, особено кога станува збор за идентификација и идентитет на една група, колективитет, па дури и на нација. Посебно место заземаат државните символи како средство за идентификација со историјата, културата, вредностите и надежите на една земја. Државни символи се грбот, химната и знамето. Државниот грб треба да е хералдички. Актуелниот грб на Република Македонија не е хералдички, туку го одразува социјалистичкиот стил од Советскиот сојуз од 20-тите години на минатиот век. Затоа е потребно усвојување на друг грб, заснова на богатата хералдичка традиција поврзана со грбовите на Македонија. Нивното формирање низ историјата е мощне важно за процесот на формирање на народите и нациите, а станува многу важно при додефинирање или пак редефинирањето на вредносниот систем, особено во текот на тектонски промени во живеењето на една нација.